Волос. Последниве денови двајца ликови излегоа од сенките. Боки 13 и Риткос. Едниот господар на скандали и драма. Другиот див, непредвидлив и вирусен како пожар. Двајцата зборуваат, двајцата викаат. Но вистината се губи меѓу вревата. Секој нешто крие. Секој игра своја игра. Кој е во право? Кој е во криво? Или ова е само нова македонска представа? Критика и анализа. Последниве недели Македонија гледа циркус, не конфликт. Остај што си чорав со наочари. Па то ти викам, остај што си чорав. Ти добро добро проценуваш состојба во даден момент. Не си ти толку будала. Па и ти да беше добар со видот, ќе земеше 2 чанти, не една. Јас ќе земев 5. Остави ме ти мене се на страна. Сега зборуваме за конкретна случка која што тебе ти се случила. Боки 13 одамна е професионалец во тоа да создава хаос, па после да се прави жртва. Секоја негова изјава е пресметан обид да остане во центар на внимание. Се е шоу, се е драма и се закликови. Од другата страна Ритко. Момче што од апсолутна случајност стана мем. Не затоа што има став, туку затоа што луѓето го гледаат како забава. Неговите видеа се енергија, див хаос. Но зад таа енергија нема вистинска порака. Проблемот е што кога двајца вакви ликови ќе се судрат. Не добиваме вистина, добиваме спектакл. Една страна продава драма. Другата страна продава виралност. И крајно, публиката е таа што ги храни. Затоа прашањето не е кој е во право, туку кој повеќе ја сака сцената. Ритко никогаш не се представувал како интелектуалец, професор или јавна личност. Тој само прави видеа, се зеза и луѓето го сакаат за тоа што е реален. Без маски, без филтри, без глума. А Боки? Тој цел живот живее во театар. Секој конфликт му е нова сцена. Секој напад нова улога. Сите знаеме дека Боки 13 има една стара навика. Кога ќе остане без внимание, напаѓа. Напаѓа секого, без разлика дали има причина или не. И сега го нападна Ритко затоа што бил неписмен. Тоа битно, ти сега те разбирам тоа што мораш да коцкаш, заради тоа што ти едно не можеш да поставиш едно смислено прашање. Ти немаш тековна мисла. Чекај, еве, сега ќе поставам. Ти немаш тековна мисла, ти немаш ништо кај тебе што е содржајно, дечко. Затоа ти коцкаш на лајв и затоа се глупираш со магариња, кучиња, коњишта. Ти не можеш да поставиш едно... Чути ти, Сузано! Чути! Чути! Добро, Боки! Боки! Ајде сега се најади, ева сега написе. Доста е, ајде сега. Вака сега, Сузе, дали ти сакаш да се лапаме? Будало, ти си толку прост и примитивен да тоа не е критика, тоа е навреда. Тоа е слаб обид да се биде над него. Добро, дали сакаш да те однесам? Ритко можеби не зборува совршено. Но барем не се крие. Не игра улога. Не глуми жртва. И не напаѓа за да добие внимание. Па ако прашуваш кој е повеќе во право. Овој пат, тоа е Ритко. Затоа што во свет полн со лажни ликови. Искреноста вреди повеќе од диплома.